Младиот штипски каратист Марко Џорлев на 5 годишна возраст започнал со тренирање карате, со силна желба и љубов кон овој спорт, стана 3 пати државен првак на Македонија, а потоа и балкански шампион во Турција. Џорлев во спортскиот магазин Трибина на М-нет го раскажува својот пат до овој голем успех. Јас, како што кажете, почнав со карате од мои 5 години, значи уште како мал бев љубител на филмови. Со татко ми од кога бев многу мал почнав да гледам филмови и посебно ми се допаѓа оние кои што има боречки вештини во нив. Еден ден го гледав филмот Карате Кид со мојот татко, кој што верувам сите го знаат. Така. Да. И кога видов како спорт е каратето, каков е текот на животот кога живеете со каратето, сакав да пробам, му реков на мајка ми и татко ми дека сакам да ме запишат на карате. Џорлев со силна верба во себе направи голем успех откако стана 3 пати во низа државен шампион на Македонија. Вака 2022 година јас не бев фаворитот бидејќи не беше титулата во мене. Не ја бравев титулата и одев на тоа да станам државен првак. Бев доволно спремен. Победи во финалето и чувството беше неописиво, значи кога ќе ставите државен шампион, многу е убаво чувството. Знаев дека успеав во тоа, го подобрив успехот од претходната година и ја одбранив титулата уште 2 пати. Џорлев во Турција стана балкански шампион, а во Трибина раскажува како бил неговиот пат до овој голем успех. И од кога загубив на балканското првенство во Бар 2023 година, моја цел беше наредната година да станам балкански првак или да донесам медаља од балканско првенство. Цела година од кога загубив 2023 на балканското, на мене поттик ми беше да вежбам, да се усовршувам за да можам наредната година 2024 да освојам медал на балканското првенство. Сериозно си ја сватив работата, значи продолжив со јаки тренинзи, многу добри подготовки. Подготовките не беа лесни, посебно на месец-два пред балканското првенство, но веќе немав трема, имав искуство, веќе бев учествувал на 2 балкански првенства. Верував дека можам да ги победам сите и тоа и го стори. Значи имав 5 борби, ги победив сите и станав балкански шампион. Џорлев гордо го вееше македонското знаме на подиумот, тој е горд на овој голем успех и вели дека секогаш гордо ја претставува Македонија. Кога завршив, нормално, честитки од целата репрезентација таму што бевме и од селекторите, бевме 112 на прворучен Македонија. Отидов кај моите родители, тие ми честитаа, плюс моите клубски што бевме, сите деца од репрезентацијата, ми го дадоа знамето и кога го развеа знамето, кога се качиш на првото место, кога ми го дадоа медалот, тоа е најдобро чувство, значи кога ќе го веете македонското знаме гордо на првото место на балканскиот подиум. Пред Џорлев следуваат нови предизвици во неговата кариера и кон остварување на неговите зацртани цели.